Најголемата и најбрзо растечка компанија во регионот, која за само 6 години постоење успеа да вработи 1800 лица, одлично се снаоѓа и успешно функционира и во време на корона кризата, истакна на прес пред новинарите директорот Сашко Наков. Тој пред јавноста го објасни функционирањето на компанијата во време на воредна состојба, обемот на работа и порачките, како и идните планови и инвестиции. Со изјавата и деталниот опис во време на пандемијата, Наков ги разјасни сите шпекулации и дезинформации кои кружеа за компанијата, посебно во врска со отпуштање од работа во време на криза. Ситуацијата околу обемот на работа и порачките и надомошните планови и инвестициите кои се планирани, сигурно дека во една ваква кризна ситуација не може да остане ни една компанија имун, па ни Амфенол. Најмногу тоа е изразено во автомобилскиот дел, додека во делот кај што е телекомуникацијскиот и производство на антени и телекомуникацијски конекторски кабли, спротивно имаме зголемување, дури и некаде дуплирање на капацитети и на потребите. Мислам дека најтешкиот период беше крајот на мај, почетокот на јуни од аспект на порачки, меѓутоа ние успешно ги решаваме проблемите затоа што во Амфенол имаме, да кажем, ние сме една мала корпорација, да речеме, во која што имаме 6 фирми и за наша среќа дел од нив имаат потешкоти со порачките, меѓутоа дел од нив имаат зголемувања, па со префрлање и со реобука на вработените ги задржуваат своите работни места, така да апсолутно не очекувам некои сериозни проблеми во тој дел. Најавите и веќе очекувањата наши се дека имаме одредена група на луѓе од автомобилскиот дел, од одредени линии, не сите, апсолутно, меѓутоа еден дел има на принуден одмор кој што се трае до крајот на јуни, меѓутоа ние веќе почнавме да ги повикуваме, така да веќе и од оваа недела и од наредната се поголем број се вратени, мислам дека наредната само 100 ќе останат на принуден и сите истите тие ќе бидат повикани на работа до крајот на јуни. Така да од јули нема да има и принуден и за нив ќе заврши и апсолутно не очекувам немаме план за никакви отпуштања, нити пак било какви други ригорозни мерки. Ситуацијата со COVID-19, додаде Наков, даде можност и да се направи мала селекција, посебно кон насочување на прочистување на редовите во однос на преголемата толерантност која ја имале спрема одредени вработени во време на голем раст, а кои не заслужуваат да им бидат продолжени договорите. За кратко време ќе се пушти во погон и уште една деловна единица. Започнавме со Амфенол FTG, новата деловна единица и новата зграда која што ја имаме земено под закуп во неавтомобилската локација. Од 6 јули треба да почнеме со уште една деловна единица Амфенол Проком. Така да мораме да работиме да го компензираме и да имаме диверсификација на дејности, што повеќе дејности да имаме внатре, затоа што ако зависите само од еден сектор, од една дејност, кога е добро, меѓутоа ако има проблемите се многу тешки и тешко се решаваат. Мислам дека од 6 ќе почнеме и со Амфенол Проком и работиме на тоа да имаме некои нови линии. Сега у прегрупирањата, една од линиите веројатно ќе кај што се групираат АК2 плюс ќе се дислоцира, па од таму ќе повлечеме други, но тоа се наши интерни корпоративни договарања како да се оптимизираме кое производство ќе го правиме во Македонија, а кое во Словачка, Чешка или Тунис или било каде. На новинарско прашање во однос на евентуално користење бенефиции од државата, Наков со одговор дека такви мерки Амфенол не користеше, бидејќи еден од условите на мерките е пат на компанијата поголем од 30% во однос на минатата година, како и фирмата да е без профит на крајот на годината, што не е случај со Амфенол. Заради заштита од вирусот на сите вработени во компанијата на влезот се поставени термални камери за мерење на телесна температура на секој кој што ќе влезе во фирмата, а тоа се спроведува и на секој вработен секојдневно. Дополнително се обезбедени маски, ракавици и дезинфекциони и други средства за заштита на вработените, зашто фирмата месечно издвојува по 30.000 евра, сума што ни малку не може да се мери ако се стави на вага здравјето и заштитата на вработените, рече Наков, и додаде дека вработените апсолутно можат да имаат сигурност за своите работни места, да не се плашат за ништо, само сериозно да си ги извршуваат своите работни задачи.